Предлог законот за слободните здравствени зони е веќе усвоен на влада и влезен во собраниска процедура. Станува збор за концепт за привлекување на странски капитал во слободните здравствени зони, кој ќе овозможи развој на здравствениот туризам. Инвеститорите покрај тоа што во зоните ќе можат да градат болници, ќе имаат можности и да пружаат и бањско-климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација. Корисникот на зоната може да склучи договор со Фондот за здравствено осигурување и на Македонија, само во овој случај, на бањско-климатско лекување со сместување, физикална медицина и рехабилитација, со сместување и овозможување на физикална медицина и рехабилитација во комплексите за бањско-климатско лекување. Исто така, предвидено е во законот да може да се склучува договори со Министерството за труд и социјална политика во рамки на нивните програми за бањско-климатско лекување. Значено е што корисникот на зоната има врска да воведе посебни програми за бањско-климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација, особено за деца или за болни од церебрална парализа или за болни од цистична фиброза. Бањско-климатското лекување ќе можат да го користат и македонските и странските државјани, а доколку корисникот на зоната склучи договор со фондот, тогаш македонските пациенти ќе можат со упат да користат бањско-климатско лекување како продолжено болничко лекување. На овој начин го поттикнуваме развојот на здравствен туризам. Тоа е целиот концепт кој што сакаме да го развиеме, а тоа е да овозможиме да поттикнеме здравствен туризам во Македонија и во делот на болниците, но особено во делот на бањско-климатското лекување. Тука искрено имам големи надежи, очекувања, затоа што Македонија има голем и добар потенцијал за бањско-климатско лекување, кој што до некаде е искористен, но има можност за сериозно подобро искористување. И во тој сегмент планираме да имаме една посебна зона само за најмалку една посебна зона за бањско-климатско лекување. Тодоров посочи дека концептот за слободни здравствени зони е веќе развиен во Дубај, Турција и Јужна Кореја и досега се покажал како доста успешен.